од денеска па се до 15 март почнува да важи законската обврска за задолжително носење на зимска опрема. Што значи тоа и што се во багажникот на автомобилот ќе треба да имаат возачите, ќе ни каже Зоран Гюровски од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Господине Гюровски, што треба, денеска сме 15 ноември, што се треба еден возач да има во својот автомобил, она што е законски определено? Пред да ви кажам се што треба да има воzač во својот багажник, сакам да појаснам некои дилеми, ако воопшто се тие дилеми кај некои од учесниците во сообраќајот, дали сега зимската опрема е потребна во населените места или само на отворените патишта и така натаму. Сакам да кажам дека од 15 ноември до 15 март стапува законската обврска возилата кога учествува во сообраќајот да има зимска опрема. Значи законот друг исклучок не прави во некој посебен став. Тоа дали важи во населено место или во надвор населено. Значи важи за секаде. Под зимска опрема се подразбира возилото да има зимски гуми, патничките возила да има зимски гуми со длабочина на шарата, значи на слојот што гази од најмалку 4 мм, и тоа ги задоволува критериумите и за на отворен пат и за во населените места. Понатаму во правилникот стои дека може гумите да бидат со летен профил, меѓутоа иста длабочина на шарата од 4 мм, меѓутоа тогаш задолжително возачот може во приворот да има и синџири за снег. Тоа е се за возилата до 3.500 кг, малите товарни возила и патничките возила. За возилата кои што имаат погон на сите 4 тркала, джиповите и така натаму, 4x4, за нив е обврската да имаат гуми со зимски гуми со длабочина на шарата од 6 мм на сите 4 тркала, или пак летни гуми со длабочина на шарата од 4 мм, меѓутоа пак комбинација со синџири за снег. За товарните возила кои што учествува во сообраќајот, по зимска опрема подразбираме зимски гуми на погонските тркала, повторуваме, со длабочина на шарата од 6 мм, или пак гуми со летен профил, со длабочина на шарата од 4 мм, меѓутоа задолжително да имаат ланци за погонските тркала. За тешките товарни возила и автобусите, на кои од технички причини не може да се монтираат синџири за снег, тогаш треба да имаат зимски гуми на погонските тркала и во приборот задолжително треба да имаат лопата за снег. Тоа е целата таа филозофија што ги буни учесниците во сообраќајот, и сакам да појаснам и тоа дека колка ви се казните ако некој воzač денеска запрети не носи зимски гуми, ланци? Точно. Значи казните се 45 евра. Полицискиот службеник може да ви изрече глоба во 45 евра во денеска противвредност или 25 негативни бодови да ви се запиша во возачката книшка, меѓутоа не е само тоа. Овластениот полициски службеник има право да ви исклучи од сообраќај доколку на патот каде што вие сакате да одите, тој има сознание дека таму не може тој пат да се совлада без носење на зимска опрема. Значи или ќе ви исклучи од сообраќајот или ќе ја врати назад да се вратите, не ви дозволува понатаму движење. Тоа поголема казна е од тие 45 евра. И сакам за тие што има намера да купува зимски гуми, што се тие зимски гуми? Значи зимските гуми се посебно обележани, на бочната страна имаат како снегулка со стилизирана планина со 3 врва. Значи тоа е, по тоа се познаваат, или имаат посебни обележа М+С, МС или МИС. Тие такви обележа имаат, тоа ќе го видат купувачи што сакаат да ќе купат зимски гуми, да не можат да направат грешка околу зимските гуми. Добро, ви благодарам. Значи, од денеска до 15 март зимски гуми во багажникот, сите возачи треба да задолжително да носат ланци, доколку не сакаат полицијата да ги казни со таа казна што е предвидена за овој прекршок, односно 45 евра.